Трговијата со луѓе е меѓународен проблем и представува модерна форма на робство. Проблемот на трговија со луѓе е со светски размери и представува еден од најсрамните форми на криминал, кој влијае врз животите на милиони луѓе ширум светот. Трговија со луѓе е кривично дело, најсурово кршење на човековите права. Трговијата со луѓе представува експлоатација со цел сексуално искористување, присилна работа, лажно посвојување, присилни и лажни бракови, присила за правење криминални дела и вадење на органи. Трговците ги манипулираат жртвите користејќи измама, заплашување, лажна љубов, закани, физичка сила. Секој може да биде жртва на трговија со луѓе. Најчесто жени и девојки, но и мажи и момчиња. Најчесто на возраст меѓу 14 и 30 години, но и на помала возраст. Најчесто од мали рурални средини или средно големи градови во сиромашни региони. Најчесто невработени и сиромашни лица. Нема правила. Трговците користат сила, закана, принуда, киднапирање. Врабување, измама, превоз, пренос, прифаќање, криење, засолнување. Се ова е трговија со луѓе. Кои се трговците? Трговците може да се кријат позади некои бизниси како сомнителни агенции, лажни огласи, агенции за модели, агенции за работа во хотели, ресторани, барови, агенции за работа на брод, градежни работи, туристички агенции, интернет агенции. Но трговците може да бидат и индивидуалци, и тоа твои познаници, пријатели, роднини. Закони и казни. Според Кривичниот закон на Република Македонија, трговијата со луѓе е казниво дело. Член 418а – трговија со луѓе. Член 418б – кријумчарење на мигранти. Член 418в – организирање на група и поттикнување на извршување на делата, трговија со луѓе и кријумчарење на мигранти. Член 418г – трговија со деца. Трговијата со луѓе е олесната поради проводните граници и напредните комуникациски технологии, а доби значителен меѓународен обем и стана многу профитабилна. Трговијата со луѓе е профитабилна индустрија. Во голем број од земјите во светот, трговијата со луѓе се контролира од страна на криминални организации. Трговија со луѓе е најбрзо растечка криминална индустрија во светот. Обединетите нации проценуваат дека приближно 2,5 милиони луѓе од 127 различни држави се продавани ширум светот. Ниеден граѓанин не смее да биде толку богат за да може да купи друг, ниту пак толку сиромашен за да мора да се продаде. Крени го гласот против трговија со луѓе.